кога ми доаѓа да славам или кога ми доаѓа да тажам, ми доаѓа преку традиционална музика. Каде го научи овој тип на пеење? Живејќи во рурална средина во Демирхисар, општејќи со моите најдобри другарки кои беа тогаш баби по 70-80 години, не учев пеење како техника вокална, туку пеењето го учев како еден цел концепт, начин на живот, израз. Сторилниот зајко? Немаше да ја познам, немаше да ја познам. Митраделија, конја јахаја, ајдери повир џанум конја јахаја. Кажи ми, сеќаваш ли некоја традиционална стара песна што ти ја пееле твоите што ја сакаш и што ти е убаво? Домаќина добри гостите дојда. Од време на време, светот го врти добрата музика, па и добрата традиционална музика која се создавала на овие простори. Еден од најголемите промотори на македонската традиционална музика е младата Зарина Првасевда, која на најразлични начини, користејќи најразлични технологии, ја промовира музиката. Токму музиката е местото каде сите се разбираме, затоа ќе ве прашаме вас, која песна ве потсеќа на детството. А исто така, потоа ќе се вратиме назад и во студио малку ќе се разиграме. Одиме на анкета. Кажи ми, сеќаваш ли некоја традиционална стара песна што ти ја пееле твоите што ја сакаш и што ти е убаво? Домаќина добри гостите дојда. Нило Банина, не знам, некои такви интересни песни. Излези момче, таа ме потсеќа на кошарката што беше 2011. Дали ви текнува некоја песна што ви ја пееле или вие што им ги ја пеете на вашите деца, некоја што ви останата онака? Која песна пееш, дојде да кажеш? Ајде кажи, Филип, кажи, Јано. Која ја пеат? Химната. Моментално имам многу омилени моето дете, така да детски приличи многу ја сака. Цело време сме со таа песничка. И омилена ми е секако, ради него. Здраво, Зарина, што го врти светот? Два паралелни света и универзуми. Едното е љубов, добри луѓе и убави зборови, а другото е омраза, несвесни луѓе, лоши зборови. Добро, добар. Ми се свиѓа ова со зборовиве посебно, значи ме погоди. Кажи ми, ако треба да бираш, Васка Илиевска или Александар Сариевски? Сариевски. Добро, интересно. Сега, кажи ми, специјален едукатор или етно дива? Етно дива. Добро. Етно зборот не ми се допаѓа по принцип, ама еве ќе речеме етно дива. Добро, како ти се допаѓа? Традиционална народна музика? Traditional music, да, традиционална Супер. музика. Настапи тука или во странство? Пред наша публика или пред меѓународна? Па како мисија, повеќе ми се допаѓа пренесување на традиционалната музика во светот. И дали повеќе ти се допаѓа пеење во запуштени објекти или на планини? Зашто во двете сме те виделе. Едно и друго. Добро. Мислам се разбира планина примарно, меѓутоа пораката што ја плаќам со тие запуштени објекти исто битна и тоа е дел од мисијата што имам на овој свет. Интересно ми беше кога ми кажа дека дома, практично во местото од каде што потекнуваш, ти е еден од објектите каде што сакаш да запееш за да покажеш колку не е добро и може би да подобро, ама ќе го дискутираме. Тоа ти е блиско и до она што го студираш, односно тоа што си позвања, тоа е специјален едукатор. За мене беше многу интересно затоа што јас искрено верував од прв пат кога те слушнав дека си глас кој што се школувал на академија и дека си завршила соло пеење или нешто слично. Каде го научи овој тип на пеење, затоа што е изванредно, мислам, ти настапуваш во филхармонија и со врвни музичари, апсолутно признаен вокал, не треба никој да те признае, треба само да те слушне, ама каде го научи ова пеење? Па таму каде што се учи традиционална музика, тоа е од самиот извор. Живејќи во рурална средина во Демирхисар, општејќи со моите најдобри другарки кои беа тогаш баби
по 70-80 години и не учев пеење како техника вокална, туку пеењето го учев како еден цел концепт, начин на живот, израз, приказна и така си го вајав подоцна, нели, талентот и тоа што ми е дадено од Бога да можам да продуцирам преку својот говорен апарат да продуцирам музика, тоа го вајав на основа на се она што го имам живеено, односно се она што го имам искусено, ми има поминато низ раце. Така да мене не ми е страно, често пати зборувам дека, не знам, сум морала да станам во 4 сабајле додам да берам тутун и тоа го правеле бабите и тоа е многу опеано низ песните, нивната мака и страдање и тој живот воопшто не бил лесен во тоа време кога се создавала традиционалната музика и сега јас го имав благословот да поминам низ некакви такви процеси и да можам тоа да го почувствувам вистински како е. Така да мене традиционалната музика ми е нешто што најприродно ми циркулира низ телото. Не треба да се ниту да се напрегам, ниту да нели анализирам многу. Тоа ми е првиот кога ми доаѓа да славам или кога ми доаѓа да тажам, ми доаѓа преку традиционална музика, не ми доаѓа преку песна веројатно. Да, ма не ми доаѓа преку некоја англиска песна или преку поп музика или преку нешто слично. Значи преку друг правец, ми доаѓа точно преку традиционална. Тоа значи тоа е врзано со моите најдлабоки инстинкти и корени, така натаму. Така да јас традиционалната музика е нераскинлив дел од мојот живот, дефинитивно. Јас исто многу сум се дружала и се дружам се уште со мојата баба и моите баби и нивните пријатели. Навистина има што да се научи не само во делот на пеењето, туку и општо животна мудрост што едноставно со години мора да се стекне. Дефинитивно. Кажи ми, имаш ли некои песни на кои што се сеќаваш што да кажеме првите навлекле на традиционалното пеење? Има повеќе, но кога бев, да кажеме, во првите 3 години од животот, имав една баба што ме чуваше, пошто моите родители работеа, и таа ми пееше "Пилето ми пее рано на сабајле", баба ми Пале. А подоцна со Костадинка, со која што нижев тутун, ми ја пееше "Низ корија зелена босо моме шета". Така да еве тие 2 песни можам вака најпрво да ги одвојам. А подоцна во текот на детството, покрај нели бабите, татко ми кој е музичар, неговите другари, пријатели, секоја собиранка, нови песни, неслушнати, тоа беше по цели ноќи се свиреше и се пееше и мене тие песни ми останале некаде, сега само ми излегуваат во дадени моменти како џубокс на збор, на некој збор ми е тригер и почнувам да пеам некоја песна што сум ја заборавила дека постои воопшто. Сакавме да те тестираме на тоа колку можеш во првите неколку секунди од песната да ја препознаеш. Ајде. Колку мислиш дека ќе препознаеш? Јас тврдам дека сите ќе можеш да ги погодиш. Не знам. Не знаеш? Постојат шанси, постои веројатност да не препознам, баш да видим. Ни една викаш дека можно да не препознаеш? Постои, да, постои се разлика. Добре, ајде да видиме сите или ни една, ова се баш 2 екстреми. Можеме да ги пуштиме песните. Сторил ми е зајко? Зајка како рајка, добро, тоа е тоа. Ете, една имаш, значи поише идеме на кај моето, идеме со следна. Ова е Синтезис. Ќе ми текне, знам дека е Синтезис. Си даваме шанса, еве. Добро ти почна. Една од најпопуларните песни. Во наше село? Да. Okay. Малце мораше хин сега. Не, ама не ми беше на врв на јазик, знам која е песната, можам да испеам, не ми текнуваше која точно. Добро, идеме со следна. Ова е некој шлагер. Не, јас знам ова песна. Каролина Гочева, пуштиме првиот. Немаше да ја познам, немаше да ја познам. Дури ни јас. Овде Каролина има некои 15 години, веројатно. Може и помалку. Да, може и 13 или 12. Немаше да ја познам, дефинитивно. Пробавме малку да те предизвикаме, ама не сум сигурна колку ни успеа тоа.
А слушаш друга музика? Каква друга разбира, музика да, слушаш, апсолутно. освен, нели, Многу сакам джез традиционална? музика. Тоа Сакам се приметува. Да, сакам импровизирана музика воопшто, сакам поп, сакам секоја добра музика, музика која што е естетски издржана и сега тоа се нели вкусови што е естетика за мене и за вас е различно. Ама да, сакам алтернативна музика дефинитивно. Сакам да слушам и посетувам секакви алтернативни настани и сметам дека тоа за еден млад човек е многу битно заради едукација. Често пати посетувам настани на кои што претходно можеби не го знам артистот, но одам за да се едуцирам и за да се инспирирам, така да мислам дека Нешто ново да се слуша. апсолутно. Сега, кажи ми ти, кои ти се најчеста публика? Доаѓаат ли деца, слушаат ли, какви реакции имаат децата? Затоа што тие се од нула почнуваат, не слушнале ни тоа, ни тоа, ни тоа. Не е точно, родителите уште од најмала Да, возраст им пуштаат нешто. ги едуцираат со музиката со кој што тие поминуваат време и затоа често пати говорам за свесно родителство, за содржините кои им се пласираат на децата, меѓу другото и музичките содржини и нивниот квалитет и текстовите и така натаму, треба многу да се внимава. Мене публиката ми е многу шарена и тоа е на моје огромно задоволство и радост. Може да се видат деца, сега во Битола доаѓа малечки дечиња, буквално по 2-3 години, кои ги знаат песните на памет на Зарина и кои што заспиваат со песните на Зарина и тоа е за мене, не знам, тоа е нешто што најмногу ми уполни срцето. На настапи во, да кажеме, во Public Room или тука низ Скопје локално доаѓаат тинеџери кои пеат повеќе гласно и кои што им се допаѓа тоа што Зарина го прави. Тоа е исто нешто што ми поласкана сум, искрено благодарна сум на Бога за тоа, затоа што тоа ми е идејата мене. Ние им го должиме на децата и младите луѓе, ми се најголема инспирација, затоа што ние им должиме иднина на децата, во кое што ќе се чувствуваат сигурни, во кое што ќе се чувствуваат во кој што ќе им понудиме добри содржини, во кои што ќе растат во радост и љубов. Колку ние ќе успееме, не знам во тоа, но мора да се стремиме. И сега мене тоа сознание што го имам дека треба да им дадеме нешто на тие што доаѓаат после нас, ми дава многу голема инспирација да станувам подобар човек секој ден. Тоа ми е многу битно. Исто така тоа важи и за музиката. Да најдам начин и стратегија како традиционалната музика да им ја приближам до срцето. Имаше во светот на Биби, мислам дека обработка на насред село Тапанчука и во Фамилија 5 истата песна, изгледа децата сите ја знаат песната сега. Нема дете што не ја знае. Супер, тоа се одлични иницијативи, во смисла сметам дека треба внатре во системот да има поголемо учество на едукација за традиционална музика на некој начин, да се најде некаква стратегија тоа да се прави. А има ли државата некаква поддршка во овој дел? Какво е твоето искуство? Настапуваш низ цел свет, не знам, каде не си била до сега, а каде допрва ќе стигнеш, затоа што гледаме дека луѓето се поистоветуваат со таа музика. Значи, ќе те поканат и надвор и сигурно и веќе имаш закажани настапи надвор од Македонија, ќе ми кажеш малку и за тоа, а и имаш и тука секако. Може да си дојдат да се слушнат. Ама, колку имаш поддршка од државата во овој дел? И каква поддршка им е потребна на артистите кои што создаваат македонска музика, промовираат македонска музика од било кој тип, а особено ете традиционално? Ова е многу долго прашање, претпоставувам имаме следниве 2 сати што време да зборуваме. Има. Биди кратка. Лента во апарати. Не мислам дека државата дава ниту соодветна поддршка, ниту видливост, ниту дека покажува доволно интерес на тие 5 артисти кои во моментов излегуваат од државата и работат надвор и се борат и се трудат. Ако ги прашате сите 5, вклучувајќи ме и мене во нив, нескромно речено, инвестираме многу пари,
ова е наискрено, значи мислам би требало да прашате и други артисти кои се дел од независната сцена во Македонија, кои сериозно многу се трудат пред се да создадат нов материјал, кои и тоа воопшто не е ниту едноставно, ниту лесно, ниту ефтино, а сепак не води желбата и љубовта да го правиме тоа. Тоа доаѓа пак од љубовта кон татковината и воопшто не е лесно. Дали има стратегија и државата за помош, има некаков конкурс кој се случува и оваа година аплицирав, ќе видиме што ќе биде, ама изминативе години откако малку само. Не лобираме воопшто, јас би сакала да добивам се по заслуга, не сакам ништо да добивам што ќе биде, да. Спротивно на тоа лобираме, ако може да се поддржат квалитетни артисти, што е можно повеќе. Са што е квалитетно, исто тоа, кој е аршинот за квалитетно и за неквалитетно. Јас изминативе колку таму од 2022 кога го излезе албумот на Зарина и нешто претходно пред кога го снимав во процесот. До сега не сум имала ниту една поддршка финансиска од државата. Државна не? Никако. Добро. Никако. Дури напротив бев одбивана со проектите, например за албумот Ехо бев одбиена. Зошто? Што се дека не сум автентична и естетски целисходна беше образложението. Подоцна албумот го издаде Кроација Рекордс и тој албум стигна помеѓу топ 10 за еден од кварталите на 23-та година во светот. Топ 10 продадени? Слушани на Кроација Рекордс. Не на Кроација Рекордс, генерално, воопшто глобално, во светот. Да. Не знам дали во светот или на Балканот, да. Сакам да кажам, ова не го зборувам за да се пожалам, туку ова го зборувам за да биде инспирација и мотивација на други млади деца кои што можеби ќе го гледаат овој подкаст, да веруваат во себе и дека независно од функциите кои некои луѓе ги добиле во државата, а понекогаш тие луѓе знаат да бидат доста некомпетентни и дека се подчинуваме само на авторитети кои покажале резултати, односно луѓе кои навистина сериозно многу познаваат, независно од нивната функција. Ние често пати се среќаваме со ситуации во кои што имаме некакви позиции, некакви директори на луѓе кои немаат допирна точка со одредена област и тие луѓе, за жал, одлучуваат за судбините на млади деца, односно за кариерите на млади деца, односно за албумите кои ние ќе ги продуцираме и ќе ги извадиме надвор од државата. Јас се радувам и си честитам само на себе, нескромно речено, што се чувствувам дека си го живеам сонот, можноста да пеам пред луѓе и тие луѓе нешто да ги допира за да доаѓаат и да ме слушаат. Фала му на Бога за тоа, сум преблагодарна и ќе се трудам и понатака тоа да го правам. Зарина, имаш концерт на 20 декември, конечно публиката после оној во филхармонија каде што не можеа да се докупат карти, ќе може да те слуша во живо заедно со прекрасниот бенд. Кажи ми повеќе за тоа, каде, како, што да најдеме карти, тие што сакаме да дојдеме. Да, значи ова ќе биде едно друго малку поразлично кадифено издание, на кое што на моја огромна чест и задоволство поканувам двајца турски виртуози, Cenk Erdogan и Ахмет Алан. Cenk е еден маестрален музичар со светска кариера, кој е професор по фретлес гитара. Односно, тоа е вака на најпросто да го кажам, е гитара која звучи како уд. При тоа тој се занимава и нели со други алтернативни правци на музика, па ја комбинира гитарата, ја става во... Така да ќе биде покрај него, нели ќе биде Ахмет Алан, кој е мултиинструменталист, импровизатор, еден прекрасен млад музичар. Ќе биде Тони Арслан, мојот виолинист, човекот на кој што бескрајно му се восхитувам, му се радувам и изминативе години е еден од столбовите на бендот на Зарина Прва Севда. И ќе биде Андреја Мирчевска на бас. Добро познатата Андреја Мирчевска.
Така да, ќе биде едно малку различно патување. Ќе се прошетаме низ турската традиционална музика, па се до македонската традиционална музика и тоа ќе биде на некаква различна фузија, многу интересна. Дженки Ахмет ги запозна во Турција неодамна кога држев семинар на универзитетот во Кападокија, во Турција, каде што бевме избрани од повеќе држави, луѓе кои можат да го пренесат знаењето како мастер клас во Music Koju, се вика музичко село, школата. И тоа е една од побитните и поголемите алтернативни школи на едукација на млади луѓе во Турција. И доаѓаат од цел свет студенти. И, например, мене ми има викнат од Македонија, и држев семинар 5-дневен за вокални техники на македонска традиционална музика. Предобро. И тоа беше на моја огромна чест и задоволство, затоа што имав можност да ги запознам најголемите мастери во моментов што се во Турција на различни инструменти или вокали и така натаму. Имаше од Грција и така натака. И тоа беше едно одлично искуство. И тоа беше за радост да биде поголема пласманот на традиционалната музика од Македонија во рангот на тие луѓе и на таа музика. За мене е многу голема работа. Јас како човек кој се бави, тоа е еден од соништата. Сега кога го раскажуваш како искуство е интересно, ама комбинацијата мене ме изненади колку добро одеше во студио македонска со турска музика. Абсолютно. И така ќе може и да се слушне, тоа е супер на концертот. Ти често фаќаш и други традиционални музики и ги интерпретираш перфектно. Значи 20 декември во Македонска филхармонија 19:30 часот, картите се во продажба на drugastrana.mk, на сите мои профили на социјалните медиуми го има линкот, така да многу ќе се радувам ако заедно со мојата публика угостиме луѓе кои што ме угостиле мене, угостиле македонската традиционална музика во Турција. Ајде сега ние да бидеме добри домаќини. Од таа идеја појдов и се надевам дека тоа ќе им го овозможиме и дека ќе имаме еден супер концерт и искуство за паметење. Мислам дека е време да одиме во музичко студио, па тие кои што не слушаат да слушнат за што станува збор. Верувам дека голем дел од оние кои што свртаа на Телма сега те знаат, а ако не, сега е времето, моментот во музичко студио да одиме со Зарина и да видиме која музика го врти твојот свет, иако тоа се подразбира. Фала ти. Фала ти.
Браво. Многу се радувам, многу сум стрекна што сум дел од овој проект и што ја добив оваа покана. Вечерва ќе свириме песни од првиот албум на Зарина Првасевда, Ехо. Првата песна што ја слушавте е песна од Родопите и се вика Да знаеш мајчо. Втората песна е од мојот роден крај Демирхисар и се вика Митра Делија. А третата песна ќе биде од далечната Турција, од Црното море, од Караденис и се вика Чај Линден Отеје. Вечерва со мене се Андреј Петровски на гитара, Давид Георгиев на тапани, Андреја Мирчевска на бас и Тони Арслан на виолина. Се надевам дека ќе уживате и дека ќе се забавувате на традиционална музика од светот и Македонија.
може да одиме во чај или инденотеј. meşhure Aduni bilmeyelim Adun olun meşhure Funduk toplamak için Heydun funduk dalini Bize gölge edeyim Fundun yaprakları
Беше тоа се од нас за ова наше дружење. Се надевам дека ќе се видиме наскоро и во живо, а до тогаш ви испраќаме многу љубов. Слушнавте што слушнавте, видовте што видовте. Ако сакате да не поддржите, стиснете subscribe на YouTube и заследете не на Facebook и Instagram. А ние повторно ќе се вртиме следната недела во 17 часот на Телма телевизија. Се гледаме!